Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, вчера бевме сведоци на начинот на кој што беа избрани министрите, кои што ќе бидат дел од тимот на Зоран Заев во владата на Република Македонија. Денешната пресконференција ќе ја водам на тема која што претежно ќе ги потенцира економските недостатоци кои што се случуваат и кои што се актуелни во моментот во Република Македонија. Имено, веќе трета година се пустоши и се опустошува македонската економија, граѓаните. Целосно фијаско имаме од ова економско цунами, кое што е денеска секојдневие и реалност во Република Македонија, иако за време на ребалансот во 2017 година, на почетокот на 2018 година, на почетокот на 2019 година, секоја година беше најавувана како практично економска офанзива и економска година, но наспроти тоа добиваме економско фијаско, криминал и корупција во најситните атоми на македонската администрација, предводена од политичката каста на Зоран Заев и СДСМ. Какви се реалните бројки? Ке зборувам за реалните бројки, затоа што едно од бледите оправдувања кои што служат за јакнење на внатрепартиската дисциплина на Бихачка беше дека немало да има предвремени избори затоа што ова била успешна економска година. Имено, какви се реалните бројки и какви се реалните параметри на македонската економија? Ке започнам од директните странски инвестиции, кои што толку пати беа повторувани од страна на Зоран Заев, Ангјушев и кога постоеше економското фијаско трио, Тевдовски, дека биле рекордни во 2018 година. Тоа беше така, зборувавме тогаш, ке зборуваме и денеска, затоа што странските инвеститори кои што ги донесоа претходните влади во Република Македонија, поради изголемените даноци во 2019 година, одлучија да ги реинвестираат акумулираната добивка и останатите успешни финансиски параметри. И токму поради тие причини, во 2018 година имавме солидно ниво на странски инвестиции. Но, каков е фактот и какви се бројките во 2019? Имено, во вториот квартал во 2019 година, вкупното ниво на странски директни инвестиции кои што го објави Народната банка на Македонија е 7,6 милиони евра. Од почетокот на годината, заклучно со 30 јуни, заклучно со крајот на вториот квартал во 2019 година, нивото на странски инвестиции е 48,7 милиони евра. Во месеците мај и јуни имаме дури и одлив. Имаме негативно салдо на странските директни инвестиции. Например, за истиот тој период, нашиот северен сосед Србија има 1,7 милиарди евра. Словенија, земја која што отприлика има изброј на жители како и Република Македонија, 561 милион. Соседна Бугарија, 286 милиони евра, додека пак Хрватска само во првиот квартал од 2019 година има 273 милиони евра директни странски инвестиции. Кога сме кај бројките, соседна Србија има отприлика 243 евра по жител директни странски инвестиции во првата половина, Словенија 280 евра, соседна Бугарија нешто повеќе од 40 евра, а Македонија скромни 24 евра по глава на жител. Ова е таа економска година, ова е таа инвестицијска офанзива на странските инвеститори кои што доаѓаат во Република Македонија. Се разбира, ова е само иронијата и економското фијаско на сега веќе дуото Заев-Ангјушев. Инвеститори во држава каде што се рекетираат бизнисмени, каде што цути криминалот и корупцијата, не доаѓаат. Вториот параметар, капиталните инвестиции, од предвидените 420 милиони евра за оваа година, во првите 7 месеци, заклучно со 31 јули, инвестирани се нецели 105 милиони евра или некаде околу 4 пати помалку од тоа што беше предвидено на почетокот на годината. Но што е тука проблемот?
реализацијата на капиталните инвестиции е на ниво од 24,5% од планираните на почетокот на годината, а буџетскиот дефицит, тоа е разликата помеѓу приходите во буџетот и расходите, е 53% од планираните на почетокот на годината. Имајќи предвид дека реализацијата на буџетот е 54%, што значи дека дефицитот го следи полнењето на буџетот. Или, со други зборови поедноставно, касата се полни, но парите не се трошат за развој и не се трошат за капитални инвестиции. Не дека не знаат, тоа е точно дека не знаат како се води проектен менеджмент, туку парите кои што вие, граѓаните, компаниите ги плаќаат и го полнат буџетот, се трошат за погрешните и популистички политики на оваа влада, која што го приватизираше вашиот државен буџет. Третиот параметар, кој што исто така сакам да го потенцирам на денешната пресконференција, е бројот на работници во индустријата. Имено, во месец јули, бројот на работници во индустријата во 2019 година, спореден со бројот на работници во индустријата во 2018 година, е за 2,5% помал. А од почетокот на годината, од јануари месец, заклучно со јули месец 2019, бројот на работници во индустријата е за 1,2% помал отколку тој што бил за истиот период во 2018 година, бидејќи нели се фалеа со индустриското производство. Градежништвото, уште една ставка каде што имаме економско цунами, економско фијаско. Имено, од почетокот на годината, заклучно со јуни месец, заклучно со вториот квартал во 2019 година, извршените градежни работи од македонските компании во странство се зацели 88,5% помали од тие кои што биле извршени за истиот период 2018 година. Само во јуни месец 2019 година имаме за 1,5% помалку издадени одобренија за градење отколку во јуни месец 2018 година, а вредноста на објектите за кои што се издадени тие одобренија за градење е за 23% помала отколку за истиот тој месец во 2018 година. Последниот економски параметар кој што сакам денеска, иако ги има на десетици, но да не оптеретувам пресконференцијата, би сакал нели да слушнам и прашања, да одговорам на сите ваши прашања, а бидејќи деновиве се храбреа од СДСМ и владата дека се полнел буџетот според предвидената динамика, според потребите и така натаму. Еве јас ке ја презентирам, ова е информација која што ја издава Управата за јавни приходи и оваа информација е за периодот од јануари и јули 2019 година. Зошто токму Управата за јавни приходи? Затоа што Управата за јавни приходи е најголем или за повеќе од 70% полнач на буџетот на Република Македонија. Имено, според Управата за јавни приходи, тие требало да го наполнат буџетот за периодот од 1 заклучно со 31.12.2019 година за 9,02% повеќе отколку за истиот период во 2018 година. Но каква е реалноста? Реалноста е следна. Во периодот јануари-јули Управата за јавни приходи успеала да наплати 46,7 милиарди денари, или тоа е за 8,57% помалку од планираните 51,1 милиарди денари за тој период од годината. Или, наместо зголемувањето од 9,02%, сега имаме зголемување од 0,02% во однос на 2018 година. Што значи дека уште една лага на Зоран Заев, уште една лага на владата, уште една лага на Министерството е разобличена со бројки кои што самите тие преку Управата за јавни приходи ги издаваат. Јас
очекувам повторно сега пресконференција во која што истото папагалски ќе се повторува, но ова се бројки и би сакал идентично на сличен начин да бидат демантирани со официјален документ од истата таа управа. Или пак да ја прашаме управата за јавни приходи дали се ова точни бројки. И би сакале ние, а и граѓаните кои што го полнат буџетот, бидејќи буџетот не го полни СДСМ и Зоран Заев, туку граѓаните на Република Македонија, да добијат одговор на ова прашање, затоа што треба да имаме конечно во Република Македонија одговорна и отчетна влада да каже како се трошат парите на граѓаните. Сосема на крај, би сакал да споменам две работи. Имено, двете работи се однесуваат на политиките на СДСМ и Зоран Заев. ВМРО ДПМН поддржува и секогаш ќе застане во одбрана на правата на работниците, без разлика дали се тие во приватниот или во јавниот сектор. Секогаш, без исклучок. И ВМРО ДПМН секое покачување на личниот доход на сметка на зголемување на квалитетот на услугата го поддржува. Го поддржува за многу пати повеќе од тоа што денеска е предвидено со политиките на владата на СДСМ и Зоран Заев. Но какви се вистинските намери? Вистинските намери на Зоран Заев, Кочо Ангјушев и малкумина апологети кои што стана околу Зоран Заев е да го приватизираат и зграбчат буџетот, злоупотребат истиот, да играат на картата на кратко помнење кај граѓаните и со трошки, а притоа обезбедувајќи си милионски привилегии за себе и фирмите блиски до нив, да ги купат гласовите на граѓаните. Тоа нема да им помине и одговорот од граѓаните ќе го слушнат на следните предвремени парламентарни избори. Истовремено, ја користам оваа прилика да го прокоментирам оној предлог закон кој што предпоставувам наскоро ќе биде дел од политиките на СДСМ и Зоран Заев, а тоа е државата ќе ги плати придонесите за пензиско и инвалидско, ако вие, како работодавач, го зголемите примањето за дополнителни 6000 денари или како што тие велат 100 евра. На тој начин СДСМ и Зоран Заев прават директен упад во законите и уставот на Република Македонија, делејќи ги стопанствениците на два дела. Едниот дел, оние кои што не ги почитуваат законите и кои што дел од личниот доход го исплаќаат кеш на рака, и оние вторите кои што според нив се сега наивни, повеќе мината, кои што ги почитуваат законите и личниот доход на вработените го исплаќаат како што треба, почитувајќи ги законите и законот за финансиско работење. За првите, вие, но и овие вторите, кои што работат согласно законите, ќе потрошите 40 милиони евра. Ќе потрошите 40 милиони евра ваши пари од буџетот за да го легализирате криминалот на мал број луѓе. Додека овие вторите, бидејќи биле честни, бидејќи биле честити, работеле според законот, нема да имаат можност за таква привилегија. Но она што е најважно, работниците нема да добијат зголемени примања. Ова е чиста статистичка операција, за да ја подобри страшната цунами статистика во економијата на СДСМ. Затоа што работниците 100 евра, кои што до сега ги добивале на рака од работодавачите, кои што не го почитувале законот и работеле спротивно на законот, сега ќе ги добиваат жирално на сметка, а придонесите ќе ги плаќате вие. Вие што го полнете буџетот и оние работодавачи кои што работат согласно законите и согласно законот за финансиско работење. Доколку имате било какви прашања, ви благодарам. Целта, повелете, целта на овие политики е продолжување
на политичката кариера на Зоран Заев и малкумина околу него.